И во рамки на 13-тото коло фаворитите одиграа според планот во втората фудбалска лига. На МНЕТ телевизија можевте да го следите над преворот од Струмица, каде се одигра источното дерби со второлигашки сјај, а во кое Брегалница беше подобра со минимални 0-1 против Беласица, со голот на Зоран Ивановски. Реално резултатот не е како што треба. Мислам дека можеше да биде 1-1. Имавме шанси, но не ги искористивме. На дури 3 надпревари беа забележени убедливи победи со по 5 поголоци. Лидерот Македонија Ѓорче Петров покажа мок и убедлива фудбалска игра против Вардар Неготино, откако го декласираше со превисоки 5-0, додека пак фаворитот Арсими со минимални 1-0 го доби борец, со што тимот од Чегране се враќа на победничките патеки после пораз од претходното коло во Штип од Брегалница. На денешниот меч извојувавме многу важна победа. Освоивме 3 бода на домашен терен и израдувавме публиката. Мило ние што бевме доминантни, да кажам, на целиот меч, не дозволивме да имаме ни една да има Кожув ни една посериозна шанса према наш гол. Минимална победа, но многу значајни 3 бода за нас. Ние со тежок надпревар од психолошки аспект. Да им честитам на играчите на Кожув. Одлична такмица ја одигравме, но мислам дека ние бевме денес многу подобри. Имавме повеќе желба за тие 3 бода да ги земеме и мислам дека успеав. Да, имавме доста сериозни шанси, ама ете, кога не сака да влезе, не сака, ама најважно е дека ние освоивме 3 бода. Детонит Плачковица на Велијан извори славеше со сигурни високи 1-3 против Охрид, со што Охригани ја прекина победничката серија. Башкими со минимални 1-0 го доби Кожув на домашен терен, додека пак во Прилеп во осујувањето на екс-проволигаште Скопје и победа со 0-2 беа подобри пиратите од автокоманда. Околу надпреварот може да честитам на домакините за добрата игра, искрено подобри беа од нас. Победија со 1-0, иако беше голот што го примивме можеби и прекашок, меѓутоа не би го коментирал ни судењето. Чиста победа на домакинот. Околу приемот можам да кажам дека добро бевме примени, дека не пречекаа домакините како што им доликува и само можам да им посакам понатака успех. И исто тоа се надевам дека ќе се борат до крај за влез во лигата. Новоци забележи убедлива победа откако го декласираше Осогово со 5-0 на домашен терен преку тотална доминација, а пак Каменица Заса со 5-1 го декласираше в енерджијата Вардарски, која останала заковат на дното. Ваквите резултати не направија големи промени на табелата, речи си да нема, со што анализата која направивме со фудбалскиот тренер Александар Максимов во спортскиот магазин Трибина на МНЕТ телевизија се потврди во целост. Лидер останал Македонија Ѓорче Петров со 32 бодови на своето конто. Брегалница е втора со 2 бода помалку, односно 30 бодови. Во бараж зоната, односно на третото место е Башкими, кој има 29 бодови. На четвртото место останува Арсими со 26 бодови, а одлична полусезона има Саса кој изби на петото место со 21 бод, колку што има Детонит, Плачковица и Охрид кој е седми. На осмото место се спушти Кожув кој има 18 бодови, додека пак Новоци се враќа на деветото место со 17 бодови. Беласица на 10-то место со 16 бодови, колку што има и Скопје кој е место подолу. Победа на 12-то место со 13 бодови, а пак Вардар Неготино е место подолу со 11 бодови. Во бараж зоната за опстанок е Осогово како 14-то пласиран со 8 бодови, а во зоната за директно испаѓање се Борец како претпоследен со 5 бодови и Вардарски кој е на ното со само 2 бодови. Следниот викенд ќе бидат одиграни надпреварите од претпоследното есенско коло, односно 14-тото коло, а потоа и надпреварите од последното 15-то коло со што ќе заврши есенската полусезона.